Денес се одбележува Светскиот ден на органодарителството. Во таа чест Националното здружение Храбро срце на плоштадот во Охрид ќе доделуваат памфлети, ќе содржуваат и мали говори, со што на еден начин ќе се информираат луѓето си со цел да се подигне свеста кај луѓето за органодарителството. Вели членот на Националното здружение Храбро срце Боре Минов. Денес е Светскиот ден на органодарителство и ние имаме формирано веќе 5 години едно национално здружение кое се вика Храбро срце. И денес на плоштадот во Охрид имаме делење на памфлети, држење мали говори, информирање на луѓето со цел да ја подигнеме свеста кај нашите луѓе за органодарителството. Минов вели дека во Македонија пациентите се со единствена надеж во животот за трансплантација на органи. Додава дека пред десетина години темата за органодарителството била табу, но во последните години извршени се многу промени, со извршени околу десетина трансплантации на срце, 20 до 30 на бубреза и трансплантација на коскена срцевина. Ние сме здружение со механичка потпора на срце, каде што тие пациенти се некаде на број околу 20 моментално во Македонија и кој е единствена надеж во животот е трансплантација на органи. До пред 10 години тоа беше табу во Македонија, во светот не, но веќе последните 10 години тоа е во голема експанзија во Македонија. Веќе имаме десетина трансплантации на срце, 20 на 30 на бубрези, коскена срж и така. Тоа е во голем подем. Овој ден и секој следен нека биде прилика и потик граѓаните да се информираат, да размислуваат и да читаат за органодарителството, бидејќи никогаш не знаеме што ќе се случи со нашиот живот или животот на нашите блиски, вели Минов. Апелирам до нашите граѓани да читаат, да размислуваат, да се информираат за тоа, зашто тоа никогаш не знаеме кога на самите нас ке ни затреба. Тоа е еден момент во животот каде што со органодарителството спасуваме 3 животи. Еден живот кој ние не сакаме да е така, но реалноста покажува нешто друго, кога се случува мозочна смрт, кога нема назад за еден од тие наши блиски во фамилијата мора да реши дали органите од него, од нашиот член во фамилијата ги донираме или не. Дециден дека со органодарувањето се спасуваат 3 човечки животи, па затоа фамилијата во ситуација кога членот семејството добил мозочна смрт, тогаш семејството треба да одлучи дали да ги донира органите.